На својот 66-ти роден ден уапсен поранешниот принц Ендру, брат на кралот Чарлс III, Ендру Маунтбетен Виндзор е уапсен под сомнение за злоупотреба на јавната должност. Од полицијата на Темз Вели официјално не соопштуваат дека се работи за поранешниот принц, кој од своите кралски титули се откажа во октомври 2025 година. Од таму официјално соопштуваат дека се работи за маж во своите 60 години. Иако детали за истрагата нема, според британските медиуми се работи за наводно споделување доверливи документи со покојниот сексуален престапник Џефри Епстин. Наводите се поврзуваат со периодот кога Ендру служел како специјален трговски представник на Обединетото кралство од 2001 до 2011 година. Се истражува дали во таа улога биле споделени чувствителни материјали или информации со Епстин, нешто што би можело да представува злоупотреба на службената положба. Како дел од истрагата, денеска на 19 февруари уапсивме маж во 60-тите години од Норфолк, под сомнение за несоодветно однесување при вршење јавна функција и вршиме претреси на адреси во Беркшир и Норфолк. Мажот во моментов останува во полициски притвор. Нема да го именуваме уапсениот според националните упатства. Ве молиме, имајте предвид дека овој случај сега е активен, па затоа треба да се внимава со секој објавување за да се избегне непочитување на судот. По апсењето на својот брат се огласи и кралот Чарлс III. Преку соопштение вели дека ја примил веста со најдлабока загриженост. Тој порачува дека истрагата мора да се води правилно и дека законот мора да важи за сите, но не би можел да коментира повеќе додека трае целиот процес. Со најдлабока загриженост ја прими веста за Ендру Маунтбетен Виндзор и сомневањето за злоупотреба на функцијата. Она што сега следи е целосен, фер и правилен процес со кој ова прашање се истражува на соодветен начин и од страна на надлежните органи. Во ова, како што реков претходно, тие ја имаат нашата целосна и сестрна поддршка и соработка. Дозволете ми јасно да кажам, законот мора да си го направи своето додека овој процес продолжува, не би било во ред да коментирам понатаму за ова прашање. Во меѓувреме, моето семејство и јас ќе продолжиме да извршуваме нашата должност и служба за сите вас. Инаку името на Ендру долги години е поврзано со Џефри Епстин, финансискиот магнат кој во 2019 година почина во затвор во Њу Јорк, чекајќи судење за трговија со малолетнички за сексуална експлоатација. Силна реакција во јавноста предизвика фотографија од 2010 година, на кој поранешниот принц шета со Епстин во Централ парк, како и снимки од негов предстој во куќата на Епстин во Њу Јорк. Контроверзното интервју што Ендру го даде за BBC во 2019 година, во кој негираше било каква вмешаност во недолично однесување, наместо да ја смири, тогаш предизвика уште посилна реакција. Во интервјуто тој тврдеше дека не се сеќава на средбата со Вирџинија Џуфре, една од жените што го обвини за сексуална злоупотреба, како обид да оспори нејзината верзија на настаните. Во 2022 година тој постигна вонсудска спогодба со Џуфре во САД без признавање вина. Како последица на скандалот во јануари 2022 година Бекингемската палата соопшти дека Ендру ги губи своите војни титули и кралски покровителства, иако формално остана член на кралското семејство и ја задржа титулата војвода од Јорк, повеќе не можеше да ги користи титулите во јавен и службен контекст. Одлуката беше донесена со одобрување на тогашната кралица Елизабета II, што представуваше преседан во модерната историја на монархијата, еден од највисоките членови на кралското семејство фактички да биде оттурнат од јавниот живот.